Секако дека сум запознаен заради тоа што секогаш кога ќе објавите вие медиумите имаме информација. И секогаш кога ќе добиеме било каква информација, ние постапуваме по однос на таа информација. Значи, во моментот, процесното действие кое што стоеше на располагање на сектор за внатрешни работи во Битола е да се поднесе известување до јавното обвинителство во однос на овој случај и очекуваме да видиме дали јавното обвинителство ќе даде одредени наредби за прибирање на соодветна документација која што е. Морам да напоменам дека ниту еден родител, ниту меѓаши, ниту било која друга организација нема доставено кривична пријава. Така да апелирам не само за овој случај, за било кој друг случај кој што ги имаме, да се достават кривични пријави, да се земат изјави на запис во однос на овие случаи, за да можат и институциите да постапуваат. Сето друго, само во јавноста, не треба да ги отвараме предметите по допрен глас само. Тоа ќе прашува, дали тоа би можело да се случи сега после текстот на Меѓаш и тврдењето? Не, значи, ние сме отвориле по допрен глас, испратили известување до јавното обвинителство по пишување на вашиот текст, не по Меѓаш. Значи, вие сте напишале во медиум и ние сме постапиле како сектор за внатрешни работи Битола со известување до јавното обвинителство. Така да, после доставувањето на известувањето веќе имаме предмет. Меѓутоа, јас ги охрабрувам и овие институции, невладини организации, поединци, граѓани, така натаму, да се јават доколку има било каква злоупотреба